Членови на Советот на Општина Битола врз основа на член 26.2 од Статутот на Општина Битола ја отварам 15-та седница на Советот на Општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата констатирам дека на седницата присуствуваат 26 членови на Советот, 27 членови на Советот, 4 членови го најавија своето присуство, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги подсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата до мене доставија двајца членови известување дека имаат конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, пред да преминеме на утврдување на дневниот ред, ги ставам на усвојување записниците од 8-та и 9-та седница. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека записниците се изгласани. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Заклучок за констатирање престанок на мандатот на Зоран Георгиев, член на Советот на Општина Битола. Точка број 2. Решение за избор на председател и членови на верификационата комисија. Точка број 3. Верификација на мандатот за член на Советот на Општина Битола од кандидати на листата на најдоброто на нашата општина. Точка број 4. Завршна сметка на РК Eurofarm Пелистер. Точка број 5. Завршна сметка на фудбалскиот клуб Пелистер Битола. 6. Завршна сметка на кошаркарскиот клуб Пелистер Битола. 7. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2022 година. 8. Одлука за давање согласност за склучување на колективен договор на Општина Битола. 9. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу Општина Битола и ПСК Пелистер Битола. 10. Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиштето во општа употреба за поставената урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на Општина Битола. 11. Одлука за изготвување на програма за изведување на спортско игралиште на КП 5798 во КАО Битола 1/2. Точка 12. Одлука за изготвување на програма за изведување на спортско игралиште на дел од КП 17573/1 во КО Битола 1/2. 13. Одлука за дополнување на одлуката за пренесување на право за тековно одржување на објектот за спорт од локално значење, северна трибина на фудбалски стадион Петар Милошевски во Битола. 14. Одлука за 12-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола. 15. Одлука за примање на донација, спортска опрема и реквизити од страна на НАЛАС, мрежа на националните асоциации за локалните власти во Југоисточна Европа. 16. Локален здравствен акционен план за роми на Општина Битола. 17. Одлука за формирање на интерсекторска група за родова еднаквост во Општина Битола. 18. Годишен план за вработување на Основно училиште Трифун Пановски Битола за 2023 година. 19. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 2022-2023 година. 20. Решение за давање согласност на формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 2022-2023 година. 21. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈКП Водовод Битола. 22. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈП Пазари Битола. 23. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во КЈП Нискоградба Битола. 24. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бројот на бруто пресметковните бодови за платата на вработените на ЈП Комуналец Битола. 25. Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за крпење на улици и патишта со асфалт на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола. 26.
Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на општина Битола. 27. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба за потребите на граѓаните на општина Битола. 28. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на правилник за измена и дополнување на правилник за систематизација на работните места во Естре, Овадија, Мара, Битола. 29. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на Естре, Овадија, Мара, Битола. 30. Решение за разрешување и именување на представник за член на управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Битола. 31. Решение за разрешување и именување член во Комисијата за локален економски развој. 32. Решение за разрешување и именување член во Комисијата за подигнување спомен обележја. 33. Решение за разрешување и именување член во управниот одбор за наградата 4 ноември на Советот на општина Битола. Дали имаме предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Повелете. Почитувана председателка и почитувани колеги, поради недобивање доволен број информација од страна на представниците на спортските клубови и поради недоставување на материјалите што беа побарани на Комисија за финансии од нивна страна, предлагам точките 4, 5 и 6 да бидат тргнати од дневен ред. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас имам предлог, две дополнителни точки. Првата точка е одлука за отпочнување на постапка за донесување на генерален урбанистички план за град Битола. И втората точка е одлука за поставување на бекатон плочки на јавните површини од времен карактер заради обезбедување на полесен пристап на граѓаните до своите домови на територијата на општина Битола. Двете точки се поминати на комисиите и се добиени материјали до сите советници. Го ставам на гласање прво. Извини, процедурално, председател. Повелете. Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на Генерален урбанистички план треба со мала корекција да се направи, бидејќи така на комисија помина. Добро. Треба да гласи одлука за отпочнување на постапка за изработка на генерален урбанистички план. Значи за изработка место донесување. Да. Добро. Да. Така ќе ја гласаме. Да. Во ред. Благодарам. Дали некој друг бара некаква измена? Доколку никој не бара дополнителна измена, ги ставам на гласање предлозите. Бараме повлекување на точките со реден број 4 завршна сметка на РК Eurofarm Пелистер, точка број 5 завршна сметка на ФК Пелистер Битола и точка број 6 завршна сметка на Кошаркарски клуб Пелистер Битола. Кој е за повлекување на овие точки? Констатирам дека е едногласно. Кој е за дополнување на дневниот ред со точките? Точка број 1. Одлука за отпочнување на постапка за изработување на генерален урбанистички план за град Битола. Кој е за ваквата точка на дневен ред? Едногласно. И точка број 2. Одлука за поставување на бекатон плочки на јавни површини од времен карактер заради обезбедување на полесен пристап на граѓаните до своите домови на територијата на општина Битола. Кој е за? Едногласно. Кој е за предложениот дневен ред со тргањето на трите точки и двете дополнителни точки? Ве молам да крени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен едногласно. Седницата на Совет продолжува утре во 10 часот. Ви благодарам. Да ги замолам службите дневен ред да ни го пуштат денес. Измени.